Тема на ден во централниот дневник е токму врсничкото насилство, како да се препозна и да се спречи. Гостин во дневникот е Драги Змијанас, председател на првата детска амбасада во светот Милјаши. Добро вечер. Добро вечер, добро ве. Најдов се надевам дека ќе биде темата на денот интересна за гледачите, за да нешто повеќе се мобилизираме во превенција. Неколку екстремни случаи на врсничко насилство ја бренуваат јавноста во последниот период. Зошто булингот се повеќе зема замав, колку социјалните мрежи го поттикнуваат насилството меѓу децата? Булингот од меѓуврсничкото насилство секогаш постоел, само што сега формите се продлабочуваат, би рекол ефектот од травмите се зголемуваат и облиците на користење на содржини што децата ги восприемаат, исто така се зголемуваат. Значи, насилство и агресија можете да забележите секаде. И во домот, со многу случаи на семејно насилство, и во училиштето, во училишниот двор, и надвор од училиштето, и во медиумите, со зголемено присуство на дигиталниот простор, каде што децата восприемаат секакви содржини, претежно насилни, ги нормализираат, ги применуваат, и нема кој тоа да го не само превенира, туку и санкционира. И од таа гледна точка бара ова меѓуврсничко насилство здружени сили, каде што крикот на децата од преголема осаменост, отуѓеност, препуштено сами на себе и родителско отсуство, би рекол, и отсуство на стручните служби, воспитувачи, наставници, да го привлечат вниманието, не треба да ги гледаме само како насилници, туку и како некој кој бара внимание да му се посвети, да се работи со него за време на присуство во училиштето, со многу воншколски активности, воннаставни активности, со спортски активности, со се што значи дека ќе му го преокупира времето, а не да биде заложник и интернет зависник. Колку во училиштата се реагира навреме кога ќе се случи вакво нешто или најчесто се прикриваат тие случаи за да не се наруши, например, угледот на училиштето? Ние ги охрабруваме децата да не молчат за насилството и тука е дежурниот Ало Бушавко СОС телефон за деца и млади. А тука сме и ние, како би рекол, нивниот глас и не дозволуваме да било какво насилство и било какви форми се зацкриваат. Не само заради наводно угледот на училиштето, туку заради тоа што еднаш насилник кој не се работи со него, а жртвата нема кој да ја помогне и да ја заштити, се продлабочува и во однос на повлекувањето на детето во себе, несигурност во системот, несигурност во опкружувањето, во родителите, во другарчињата, а насилникот зема замав и треба да му се спротивстават ученици, треба да бидат храбри, силни, одважни и да го препознаат насилството во било каква форма, дали е тоа вербално, психичко, физичко, сајбер, едноставно на детето во такви ситуации му треба група за поддршка ако веќе не стигнат поддршките од стручните служби во училиштата или пак од родителите. Кога станува збор за родителите, дали денес тие премногу доцна забележуваат дека нивното дете е или жртва или насилник? Па прво што треба комуникација на дневна основа родител-дете и да ги забележат родителите сите случувања што се случуваат кај детето, дали тоа се повлекува, дали нешто таи, дали се сочува со некакви непредвидени ситуации, како да се заштити, како да се превенира, како да го безбедно го користи дигиталниот простор. Значи, не треба да бидат родителите посесивни по секоја цена или да го практикуваат така наречената родителска контрола, туку да градат доверба кон детето, а и при тоа да бидат толку комуникацијски вешти, да знаат како да им ги ограничат во зависност од нивната возраст и време, присуството на интернет, да обезбедат заштитни механизми за да детето не се вплетка во така наречен груминг или фишинг, каде што можеби некој другата страна од љубопитството на детето, ако нема доволно внимание од неблиските, би рекол, се дружи со непознат кој може да го злоупотреби и искористи за други цели. Вчера имаше и случај на злоупотреба врз девојчиња од штип од страна на наставник во приватно училиште. Зошто најголем број случаи на злоупотреба на деца пак остануваат непријавени? Дали институциите доволно ги штитат децата или системот пак реагира кога ќе се случи трагедија?
Најчесто, за жал, системот е мобилен кога ќе се случи трагедија, кога граѓанскиот сектор ќе го крене гласот, кога медиумите ќе направат одреден прилог и тогаш се мобилизираат. Она што треба да се работи континуирано. Прво треба да се гради еден систем на вредности, би рекол човекови вредности, на емпатија, сочувство, солидарност, поддршка, грижа еден за друг. А за да не се случат такви брутални форми на насилство, како што беше убод со нож, или пак во Ѓорче Петров што беше случајот со децата кои се однесуваат така кон своето другарче, јас би рекол дека децата учат од возрастните и учат од се што се случува во општеството, и многу е неблагодарно да ги етикетираме, им се лутиме, затоа што тоа се рефлексија на се она што е наша слабост, наше отсуство, наша недоволна посветеност и грижа, а нивно преголема нормализација на нивното однесување нема веројатно кој и да им го објасни тоа, дека навистина таквото однесување не само што повредува, туку остава и трајни трауми. Дали децата знаат да препознаат злоупотреба и кому да се обратат, и дали треба да се сменат закони, казни за насилство и за злоупотреба пред деца? Читајќи го, сега ќе направиме еден осврт. Имавме викендов социјален танц театар, каде што децата буквално го пренесоа насилството од секојдневно што му се случува и како да се справат. Ни се еден перформанс што ќе се случи утре во Јосип Броз Тито. Денеска имавме настан каде што учествуваа институции, државен просветен инспектор, Министерство за образование и наука, полиција, граѓански сектор, медиуми. Упатив апел до медиумите да се потрудат да обезбедат и некакви други содржини за да го привлечат вниманието на децата. Мора да се работи на сензибилизација, мора да се работи на превенција и мора да се работи на поголема агилност на стручните служби, наставниците и воспитувачите, би рекол уште од рана детска возраст, од градинка па натаму. Секој едно чудно однесување на дете мора да биде препознаено од најблиските, од воспитно-образовниот процес, за да може да се разговара со него и да се детектира и открие што се случува и да му се помогне на време. Колку децата во Македонија навистина ги уживаат своите права или пак тие остануваат само на хартија? Рековте дека имате и кампањи и активности за да се подигне свеста за правата на децата. Не само кампањи, не само секојдневна активност. Имаме дежурен телефон и сите индикатори што ни укажуваат. Еве сега во понеделник имаме пресконференција за Ало Бушавко, каде што јас кога го прочитав на брзина забележав дека 50% од случаевите се со нарушено ментално здравје, 22 обиди за самоубиство, значи насилството и агресијата е толку многу зголемено. Тие 280 случаи што ги имаат нашите СОС оператори регистрирано, тоа укажува дека општеството ни е, да не кажам болно, ама сме во некаква патологија каде што не можеме причинско-последичните врски да ги откриеме на време, да се консолидираме и да се справиме за да можеме на децата да им обезбедиме не само родителски безбеден простор, туку и училишен безбеден простор и безбеден простор на улица. Едноставно децата се осамени, туѓени, препуштени сами на себе, а бараме да бидат одговорни, а не доволно грижа водиме за нив. Која е вашата порака до децата, која до родителите, а која до институциите? Да бидат храбри, да бидат своји, да не бидат послушни, зашто ги учиме да бидат послушни, да го кренат гласот кога ќе забележат дека нешто им се случува, да дојават. Ќе најдат. Ако не другарче, јас препорачувам другарче, затоа што навистина другарчињата се прва, би рекол, линија на поддршка. Потоа родителите секако тука, сотрудничните служби, граѓанскиот сектор, Ало Бушавко го препорачувам, затоа што навистина од другата страна има кој да ги слушне, со кого да разговара и ние, ако ништо друго, ќе извршиме притисок до институциите со брза интервенција да му се помогне на детето. Ви благодарам за гостувањето во Централниот дневник на јавниот сервис. И јас вам ви благодарам за поканата.